Економската емисија Бројки ја слушате на Радио Слободна Македонија секој четврток во 11 часот. Со мене, Наташа Мерсовска. Господине Митровски, имате добар диалог со власта. Што се постигнавте во изминативе 2 мандати, колку што сте председател на Сојузот на синдикати на Македонија? Па мислам и по доаѓањето мое за председател на Сојуз на синдикати на Македонија, направивме една сериозна анализа кои се тие компоненти кои треба да одат во смисла на унапредување и на социјалниот диалог и на законодавството. Значи, утврдивме дека Законот за работни односи од 2005 година кој беше донесен беше едно од најдрастичното кратење на работничките права и една од основните активности кои ни беше како и на кој начин да го напредиме тоа работно законодавство. И ако погледнете од 2010 па наваму, во сите измени и дополнувања на Законот за работни односи имаме голем дел на унапредување. Почнувајќи од делот на воведувањето на директивите поврзани со посебна глава околу елиминирање на дискриминацијата која беше присутна во однос на жените, бремените мајки, родилките, во делот на елиминирањето на фиктивно подпишаните изјави кои се злоупотребува заради престанокот на работниот однос, во делот на зголемување на надоместокот во услови на суспензија, во делот на зголемувањето на ингеренциите на синдикатот околу обврската на работодавачот за потребата за информирање и консултирање, во делот на електронската евиденција на работното време, обезбедување на поголем бенефициран стаж за рударите во подземниот коп и така натаму. Да не зборувам за донесениот закон за минимална плата, донесениот закон за мобинг и она што беше исто така многу значајно, ставање во делот на сите оние активности кои одеа кон спречување на работниците да ги остварат правата и во делот на платата да бидат квалификувани како кривични дела со измените на кривичниот закон. Значи, направивме еден сериозен исчекор во делот на обезбедувањето на работноправната положба. Втор сегмент кој беше насочен и како наша преокупација беше подигнувањето на нивото на социјалниот диалог. Во 2010 година тогаш го направивме исчекорот со видоизменувањето на спогодбата за формирање на економско-социјалниот совет, во делот на трипартитното присуство на членовите на Комисијата за определување на репрезентативност, со оглед на тоа што порано беше само можноста од страна на државата да определува репрезентативноста на синдикатите и произлесениот субјективизам претходно, така да сега со трипартитен состав, со заедничко учество определуваме и таа репрезентативност. Социјалниот диалог со формирањето на економскиот социјален совет и клучниот заклучок кој некој често го заборава, дека во услови на економска па и политичка криза не може да се менува работното законодавство со ускратување на правата на работниците, даде исклучителни резултати, така да Република Македонија е една од ретките држави во окружувањето. Тоа беше нотирано и на форумот кој го одржавме заедно со сите бивши југословенски синдикати, регионалниот форум Солидарност, каде што јасно се потенцираше позицијата и одбраната на работничките права во законодавството во Република Македонија. Подпишувањето на општиот колективен договор за стопанство, еве и најновите измени кои беа во контекст на справување со елементарната непогода со поплавите, каде што го зголемивме бројот на слободните денови од 3 на 7 денови, со можност да се зголемат и понатаму од страна на работодавачот, ако на тоа подрачје е прогласена мерка за вонредна состојба. Значи, обезбедивме еден цел комплекс на мерки кои одеа во подобрување на состојбата. Значи, зборувам и за зголемувањето на платите, кој сака нека зборува во делот на тоа дали или не чинела минималната плата и законот за минимална плата, станува збор за историски закон. На некого му пречи дека станува збор за историски закон, но историски бидејќи во до 2010 4500 денари беше од прилика до 5500 денари платата која ја прима. За гарантираната минимална плата? Значи, самиот факт што последните информации од Државниот завод за статистика покажаа дека од 1,6 до 2,2 не примаат плата во Република Македонија, го потврдува фактот дека се исплаќа таа минимална плата и стана категорија која е задолжителна, бидејќи претходно и не беше задолжителна.
Ние не зборуваме дека направивме некакво си приближување до Европа, ниту можеме да направиме со висините на платите, со оглед на тоа состојбите какви ни се во државата, какви се во држави со историски традиции од неколку векови, но во секој случај направивме прво што задолжително ја ставивме како законска категорија која мора да се исплаќа. Со измените на кривичниот закон утврдивме дека се прави и кривично дело ако не се исплаќа таа минимална плата или ако се исплаќа па потоа во плик се враќаат парите, значи и тоа е санкционирано со казна затвор. Значи обезбедивме една атмосфера која придонесе да нема отпуштање во Република Македонија, редовно да се исплаќаат пат. Само еден податок, значи во 2006 година, на почетокот од 2006 година, крајот на 2005 година, 30,6 до 36% од работниците во Република Македонија не примаа плата или имаа соодветни проблеми во делот на неостварувањето на правото од здравствено и пензиско осигурување. Огромен исчекор во делот на остварувањето, скоро и да нема работник освен тие 2,2%, каде што во моментот не се исплатува средства за фонд за пензиско и здравствено осигурување, или пак што не се исплатува плата. Значи не зборувам за случаеви каде што имаме прикривање и каде што имаме кривично дело заради ова, но во голем дел тоа каде што се синдикатите тоа го стваруваме. Не слушнавме да излезе некој да каже дека казниле заради неисплаќање на плата некој работодавач. Законот е донесен, функционира, меѓутоа не видовме дали навистина инспекциите работат на терен. Значи може би требаше таа постапка да биде потранспарентна, значи има казнети во делот на тоа што не исплаќале минимална плата или што не исплаќале плата, но во контекст на ова што го споменавме направивме еден друг исчекор. Значи во рамките на одбележувањата кои ги правиме секоја година за 7 октомври во делот на подсетување на основните постулати на денот за достоинствена работа. Имаме подпишано веќе и подпишавме оваа година меморандум за заедничка соработка со трудовата инспекција и со државниот инспекторат, кој понатаму обезбедува можност за една многу поблиска соработка помеѓу синдикатите и работодавачите и државниот трудов инспекторат. Тоа беше исто така подпишано заедно и со организацијата на работодавачи, односно навистина правиме една атмосфера од институционален карактер кој беше исклучително потребен, бидејќи претходно го немаше. Значи тоа е одраз на еден високо развиен и прифатлив социјален диалог, да не зборувам што во отсуство на одредена регулатива за решавање на одредени прашања, ние успеавме заедно со социјалните партнери и со парламентот да ратифицираме нови 8 меѓународни конвенции на трудот кои не беа ратификувани, така да и на тој план направивме голем исчекор со оглед на тоа што тие конвенции представуваат извор на право и судовите во отсуство на одредена регулатива судат и носат пресуди исто така врз основа на таквите пресуди. Значи тоа беа повеќе пресуди поврзани повторно со гаранцијата на платата, со гаранцијата на социјалната сигурност и во делот на остварувањето на одредени права на одредени категории на работници. Дали во Македонија се уште работниците се плашат да пријават мобинг на работното место? Значи, во услови кога имате голема понуда на работната сила на пазарот на трудот и во услови кога навистина се плашите во однос на тоа дали ќе го изгубите работното место, нормално е да се плашат работниците не само за мобинг, туку и да пријавуваат одредени други неправилности или да пројавуваат одредено друго однесување, вклучително и да имаат еден однос кој не се апострофира со некој радикализам или нешто слично. Ние етапно работиме како доаѓа до состојбата на подобрување на состојбата на пазарот на трудот околу вработувањето, значи нели од тие 36 сега имаме веќе далеку помала стапка од околу 22, нешто до 24, значи статистиката ќе го каже колку е тоа точно во овој момент, не би можел да коментирам колку е. Точно од кој ќе ги видиме најновите податоци, тоа ќе го знаеме. Доволно зборува дека и фактички и однесувањето на работниците се менува. Да го земеме примерот со работниците и текстилот во Штип.
Во Штип моментално, значи не може да се најде работник од текстилната индустрија кој од прилика не прима плата под 15.000 денари. Значи самиот пазар на трудот, конкуренцијата која беше присутна, отворањето на новите работни места придонесе автоматски да се зголеми и самото наградување. Визави она што го обезбедивме како заштитен механизам да не може таа минимална плата да се прима под утврдената, но затоа пак имаме региони каде што се уште има присутно да се прима плата во граница на таа минимална плата. Значи, она што е значајно за нас, да обезбедиме една атмосфера и од институционален и од законодавен аспект, но и атмосфера кај самите работодавачи, која еве настојуваме да ја реализираме преку дел на проекти, дека само со форсирањето и со наградувањето ќе предизвикаме на друга деловна атмосфера и еден друг однос и на работодавачите во Македонија кон наградувањето, која пак ќе има свој друг бенефит за самите работодавачи да му се обезбеди поголем профит. Економската емисија Бројки ја слушате на Радио Слободна Македонија секој четврток во 11 часот. Со мене Наташа Мерсовска.